Бушави глави, бушави, 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 бушави глави. Преградка е за гушкање кога некој што сакаш. Тој го гушташ што ти е мил и симпатичен. Не можеш да го гушнеш некој што не ти е пријатен. А и некој што ти е многу омилен ако си негов фан. Например, јас многу сакам да ја гушнам Мартија. Постојат преградки на маж и жена, на дечко и на девојка, на две другарки или на две колешки. Има лажни преградки кои што не сакаат да се гушкаат, а се гушкаат, а тие се нарекуваат лажни преградки. Бушави глави! Луѓето знаат кога некој лаже и лажно ги гушка. Се гушка само оној кој што си го сакаш искрено. Луѓето не треба да се гушкаат со секого. Најчесто јас ја гушкам мајка ми. Често се гушкаме кога се возбудуваме или пак кога нешто ни е страв и само се гушкаме за да не бидеме сами, за да не се изгубиме. Има и луѓе што лажно гушкаат. Кога сакаат нешто од тебе да искористат. Ке те гушнат и мислат дека ти се пријатели. Преградка. А ако го знаете чувството на кога ќе си отворите чоколадце, кога ќе го ставите во уста и кога ќе ви дојде толку многу вкусно и убаво, ете толку такава е и преградката. Значи толку вкусна, толку убава, толку вие сакате уште и уште, па нели ќе изедете цело чоколадо, што не е препорачливо, ама преградката можете да ја практикувате колку сакате и колку повеќе ја добивате, толку побаво ќе се чувствувате. Преградката помага секогаш и е добре дојдена. И кога сме среќни, и кога сме тажни, и кога онака од нигде никаде некој ќе дојде да те прегрне, значи секогаш кога можете прегрнувајте, затоа што преградката е онаа која што предизвикува насмевка на лицата. Мојата порака до децата би била да веруваат во своите соништа, да веруваат силно во тоа што сакаат да станат кога ќе пораснат, да се трудат да го остварат тоа, затоа што верувајте дека можете да успеете. Еве јас сум типичен пример на тоа. Бушави глави.